Така. Еве јас ако може да се вклучам, бидејќи е тоа нешто што е многу вообичаено во општеството и тоа е резултат на стереотипите и предрасудите кои што ги имаме во општеството или на таа родова несензитивност, еве да ја кажам, затоа што е тоа општествената сваќање генерално за жените, дека жената треба да изгледа секогаш добро, да биде средена, не е важно што зборува, оти мажите се тие што од кои се очекува да зборуваат и да кажат нешто што би било условно паметно, а жената треба секогаш добро да изгледа. И тоа е една фрустрација дополнителна за жените и во другите сфери, но особено за жените политичарки, и тоа често сме го дискутирале во собранието и на клубот на пратенички комисијата за еднакви можности, бидејќи не е едноставно да се борите со овие коментари кои што се постојано присутни на социјалните мрежи, кои што се занимаваат со изгледот на жената, со фризурата, со шминката, со гардеробата и најчесто се тоа обично критички расположени коментари, а да не зборувам колку се пак чести и говорот на омраза и дискриминирачки говор кон жените, особено жените политичарки, кој воопшто не се базира на ставовите, изречени мислења, туку повеќе се однесува на изгледот. Но тоа се случува и од други жени, што исто така говори за една несолидарност во општеството. Во општеството и тоа треба да се надминува и мене ми е многу драго што по тие прашања навистина имавме консензус во парламентот и за прв пат се случи ова собрание да излезе јавно со соопштение по повод говор на омраза кој што беше насочен на социјалните мрежи и портали кон жените кои што учествуваат во политиката и тоа е, знаете, многу повеќе... За конкретен пример зборувате или да, за кој? Во повеќе наврати, бидејќи тоа е многу честа ситуација, но досега се немаше случајно сите жени солидарно како пратенички да излеземе заеднички како клуб на пратенички да осудиме било каков говор на омраза без разлика дали доаѓа од некоја политичка партија и од каде е потеклото, туку да се престане со говорот на омраза. Она што е многу суштинско е дека ваков говор на омраза и дискриминација и сексизам и мизогинија што е присутен во социјалните мрежи особено и не се санкционира соодветно, тоа исто така е една од причините зошто се поддржува ова и зошто продолжува, бидејќи не се санкционира соодветно од надлежните институции, е што овој говор на омраза ги одвраќа младите девојки да се вклучат поактивно во политичкиот живот и се разбира и во други сфери на општественото живење, особено кога се тоа јавни позиции. Знаете, затоа што